Конституиран е новиот совет на град Скопје. Вкупно 45 советници, од кои 21 од СДСМ, 17 од ВМРО ДПМН, 3 од ДУИ, 2 од БЕСА, 1 од Алијансата на албанците и 1 од Левица ќе се борат за спроведување на интересите на граѓаните. За председател на Советот со 26 гласа за беше избрана Љубица Јанчева. Таа пред присутните вети транспарентна работа и исполнување на ветените проекти за време на изборите. Ветувам дека конструктивност во работата на Советот, кооперативност, транспарентно работење. Од опозицијата ќе бараме да биде наш коректор, а ние, како мнозинство во Советот на град Скопје, максимално ќе се трудиме да бидеме сервис на граѓаните, поддржани со градската администрација и да одговориме на сите барања на граѓаните и на сите проекти кои што предизборно ги ветивме и ќе ги реализираме. Набрзо ќе бидеме сведоци на она што како проекти сме го ветиле, резултатите од она што сме го ветиле ќе ги почувствуваат. Советниците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија не гласаа за избор на председател на Советот, но ветија дека ќе бидат силна опозиција која што ќе ги поддржи сите проекти кои што ќе бидат за доброто на сите граѓани. Советничката група на ВМРО ДПМН и на Коалицијата за подобра Македонија од новиот градоначалник, господинот Петре Шилегов, очекуваат и бараат да бидат завршени сите проекти кои ги започна господинот Коце Трајановски, а кои се од витално значење за граѓаните на град Скопје. Како и исто така исполнување на сите оние проекти кои што ги ветуваше во предизборниот период. За советникот Енвер Малик пак од редовите на ДУИ кој што доаѓа од бизнес филата е чест да се биде дел од новиот совет, кој што според него ќе се залага за едно поубаво Скопје. Скопје го размислувам или го замислувам многу поинако него како што е сега. За мене Скопје има посебно значење затоа што сум овде роден, овде сум научил да пливам поред Вардар, да спортувам, да играм фудбал. Овде го поставив и мојот бизнис. Намерата ми е и мојот бизнис и моите деца или моите внуци да го продолжат овде. Затоа треба да створиме најубави услови за нашите граѓани, за да имаме едно прекрасно Скопје, кај што ќе се со тоа Скопје ми е кај да идеме во Европа, ќе се дичиме затоа што ќе имаме еден многу поубав град. Јас Скопје другче го размислувам нега сега што е и затоа ќе направам се, ќе допринесам со моето искуство, долгогодишно искуство, да направам Скопје да изгледа малце поинако него што е сега. Имам мотивација многу за тоа да се борам за поубаво Скопје, за да биде Скопје чист град, да биде зелен град, да биде град кај што ќе ти биде драго да излезеш со фамилијата да прошеташ. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на конститутивната седница посочи дека ќе биде отворен за соработка и очекува Советот да биде активен и заедно да работат и да ги штитат интересите на граѓаните на Скопје. Очекувам дека Советот ќе биде дел од она што во текот на изборите го нарековме една нова визија за Скопје. Мене како градоначалник на Скопје, на луѓето со кои што ќе работам, ќе ми биде особено драго воколку вие како членови на Советот земете дел активен од таа улога, бидејќи овдека сме пред се да ги штитиме и работиме за интересите на граѓаните на градот Скопје и тоа во деновите или во периодот кој што следи и ќе го покажеме и ќе го докажеме. На првата конститутивна седница беше избрана и Комисијата за верификација мандатни прашања, представки и поплаки на Советот на град Скопје, а ја водеше највозрасниот советник Михајло Маневски.